Благодарам на вашето присуство. Целта на оваа пресконференција е да го подигнеме мислењето во Република Македонија и свесноста во Република Македонија во однос на безбедноста на вработените и делувањето на сите фактори кои влијаат во безбедноста, бидејќи безбедноста и животите на секој вработен во Република Македонија треба да биде приоритет на секој од нас. Ние сакавме со еден наш мал придонес да покренеме една активност која се надеваме во наредниот период ќе ни биде константна, односно да бидеме активни чинители во креирањето на законската регулатива од областа на безбедноста и здравјето при работа и да не биде тоа само наша иницијатива, идејата е со еден широк фронт на сите луѓе кои што имаат своји професионални вештини од оваа област да направиме еден фронт со цел да ја зголеме безбедноста на вработените во Република Македонија. Нашиот предлог конкретно за оваа пресконференција е да дадеме еден нов предлог правилник кој што ќе биде проследен, тоест или веќе проследен до Министерството за труд и социјална политика, и тој предлог е евентуално да влезе во законска процедура и законска расправа и евентуално негово донесување со некои мали измени од активните чинители во оваа област. Конкретно за правилникот ќе му го предам зборот на мојот колега Борче Стојчевски. Он ќе ве информира за конкретниот правилник и за следните активности, па потоа јас ќе знам. Минатата пресконференција тие што ја следеа знаат дека најавивме дека ќе следи наши предлози, ќе следат наши предлози во конкретни измени на законска регулатива, која сметаме дека ќе даде допринос во подобрување на условите за безбедно работење. Овој пат не одиме директно со правилник кој се однесува на директно само на нас како фирми кои работиме безбедност и здравје при работа, туку на правилник кој е широк во за Република Македонија, односно предлог на измени на правилникот за безбедност и здравје при работа на бремени работнички кои недавно се породили или дојат. Мислиме дека е ударна тема во овој дел, бидејќи со промена на директивите на Европската Унија во 2014 година даден е налог сите оние кои таа директива ја имаат имплементирано да ги имплементират во своите законодавства. Бидејќи основната директива за оваа категорија на работнички во Република Македонија е транспонирана, ние наоѓаме за право да дадеме конкретен предлог за нејзина измена согласно изменетата законска регулатива од 2014 година. Покрај нашите измени, морам да напоменам дека во Република Македонија целото законодавство кое се однесува на измената на конкретниот правилник се работи за промена на химикалиите со кои треба да работат, односно не смеат да работат или ограничено да работат ова категорија на работнички. Знаеме сите дека во минатиот период во Европска Унија течеше континуирано испитување на штетноста на одредени групи на химикалии и врз база на тие испитувања донесени се новите регулативи. Исто така во измените на тие регулативи внесени се и сите нови химикалии кои во меѓувреме се користат во стопанството. Во Република Македонија направено е делумно согласување со тие регулативи во однос на начинот на обележување и означување на одредените химикалии. За разлика од тие правилници и Законот за химикалии во Република Македонија кои подлежат се под друго министерство, нашето министерство од 2014 година до денес не најде за сходно да го промени овој правилник и нас ни оневозможи нормално работење и функционирање. Каде? Ова се однесува на нас. Кога ќе треба да работиме проценка на ризик на работно место, ние треба да ги оцениме влијанието на химикалиите покрај на обработените и на посебни групи на работници во самите предпријатија. Бидејќи голем дел од тие химикалии веќе се во Република Македонија, се означени согласно европските регулативи за безбедност, ние мораме истите да ги применуваме. Од една страна
имаме химикали кои се везуваат во Република Македонија со ознаки согласно новата регулатива европска и македонска. Од друга страна, на овие категории на бремени работнички, млади работници, ние не можеме реално да ги примениме во нашите проценки на ризици. Најконкретно, новите ознаки се Х и одредена бројка, ние се уште во нашите правилници ги имаме Р и одредена бројка. Значи, не постои можност за разграничување на опасни химикали со кои би работеле овие категории на работници. Затоа одиме да го убрзаме процесот, предлагаме правилник за измени на постоечкиот правилник за безбедност и здравје при работа на обремени работнички, кој се надевам дека во најскоро време ќе биде ставен на широка расправа, бидејќи ние не сме непаметните, кои знаеме се, ние само сакаме да го убрзаме процесот. Да оди на широка расправа овој правилник, за да ни се олесни нас работењето и работењето на сите компании во Република Македонија. Меѓутоа, не само на нас, интерес покажа и докторите гинеколози, каде што нашите работнички од овие категории одат на прегледи и кога ќе го поврзат работното место со процесот на бременоста или доењето, треба да утврдат воз основа на кои штетности може да се појават одредени нус производи или нус појави во самото здравје кај конкретната вработена. Ова е сега прв правилник. Се надеваме дека најскоро веќе во изготовка е друг правилник, правилник за измена на правилникот за млади работници, кој исто така не засега во овој дел. И понатаму идејата ни е да одиме на нешто што е по-конкретно, по-суштински, не дека ова не е суштински, ова е многу битно. Меѓутоа, ќе бидеме малку посебични и ќе кажеме дека ќе работиме на измена на предлози на правилници кои се однесуваат на нашето работење. Оние што претходно ги следат нашите пресконференции знаат дека тоа е проблемот што ние во Република Македонија имаме ценовник за нашата работа и начинот на кои фирмите се овластуваат за извршување на стручни работи во делот на безбедност и здравје при работа. Има одредени аномалии кои се поврзани. Овие два правилника не се директно врзани со законски измени, бидејќи илузорно е да бараме сега во оваа ситуација дека ќе има одредени измени во делот на законите, меѓутоа во подзаконските акти ќе побараме се што е во можност за подобрување на условите за безбедност и здравје при работа. Инаку, оваа директива конкретно за која зборуваме европска, која ја тангира овој правилникот кој сега во моментот зборуваме за него, опфаќа уште 3 други правилници, значи покрај овој, правилникот за млади работници, правилникот за хемиски штетности и правилникот за знаци за обележување за безбедност и здравје при работа. Меѓутоа, овие другите два претпоставувам дека ќе ги оставиме на министерството, дека тие ќе треба да се вклучат малку повеќе во безбедност и здравјето при работа за промена на легислативата и донесување на, односно согласување на македонското законодавство со европското.